Овој стан ќе биде за живење за мене. Конечно стигна на ред, честитам. Кажи ми сега ти какви очекувања имаш од тој простор? Сакал овој стан да биде малку повеќе на минималистички стил, со тоа што пак да се има сцена, како што правевме за другите станови. Некои мали измени би имало со тоа што би требало едно големо биро. И би требале повеќе плакари, овој стан е за живење. Исто така би сакал да се издвоен простор кој што би можело да се стаи кафес. Кафес за што? За птица. Колкава птица? Голема птица. По петти пат кај Филип, меѓутоа овој пат имаме разлика, бидејќи се работи за негов личен стан. И ми го пријави пред некои си 2 месеци и ми кажа што имаше да ми каже, нели? Што сака, сиво, жолто или портокалово, и огромен кревет, и се да биде поголемо, бидејќи треба да му биде нели по мерка, и особената желба да направиме некаков посебен простор за некоја си голема птица која што ќе сака во иднина да ја поседува како свој миленичен миленик. Со димензии прилично големи, како 2 метра на метро. Соба. 2 метра на Добро, кажи ми сега ти повеќе си го знаеш простор, сигурно си размислувал каде што од прилика би сакал да имаш, нели? Дали овде како дневна соба ќе малечка, не е голема? Така, дневната е малечка малку за квадратурата. Јас мислам дека овој зид што е позади нас дека е единствен кај што може да се стави телевизор, така да тоа некако диктира целиот простор. Инсталациите е малку чудно е. Да. Добро, можеме да правиме поголеми измени, рокади. Имате отврзани раце, може да словено. Добре. И сега има соба ни е работна соба. Да, соба ни е работна соба. За тука што си замислил? За тука, значи, може да иде едно биро, веројатно под прозор, еден голем плакар на тој позади и не знам на оваа страна каде кафе за да го ставиме или може би некоја трапезарска маса да го пресоме. И да го има логика во просторот само што. Има логика само ако се отвори за трапезарска маса. Затварање не е проблем, може ли? Значи ова ако купнеме, ова да стане еден единствен простор, тогаш така може. Да, а сега за кафето дали тука да стои неки голем или пак јас би го метнала некаде, да си биде и да си има и позадина, да се оплемени тој како простор, нели како ќе му треба на човечето нешто. Треба тоа да го одлучиме. Да, тоа ќе ти дадам варијанти, па ти ќе си одлучиш, нели, дали тука трапезарија, работна или било како ќе го направиме некој простор. И ќе си го видиш и отворен, нели, меѓу другото. Добро, и таму е спална, така? Време комодно. Да, тоа е целта да има еден комоден кревет, кој што треба да биде така обемен. Колка треба да планираме? Јас рачунав да биде околу 180 широк, на барем 230 долг. Станот во неговата основна концепција е многу лошо организиран, значи има многу долга спална соба, поголема ми се чини од дневната. Има уште една спална соба која што тој воопшто не ни сака да ја користи за спална соба. И има една дневна соба во која што никако не може да се организира нормално седење, нормална кујна, значи апсолутно е комплицирана за работа и затоа се заклечкав јас буквално со решенијата што кој каде треба да стои. Првиот план за Филип беше направен според она што го разговаравме. При тоа му ослободив место во ходникот за кафезот, што значеше буткање на дел од зидот во спалната соба која и онака е доста долга. Кујната мора да се заврти на овој зид од дневната, бидејќи поставена како според проектот, не дозволува никаква поставка ни комуникација за гарнитурата за седење, дури ни тросет со фотелја. Потоа проблем настанува и со поставка на телевизорот и така натаму. Едната спална соба ни е опремена со голем кревет по димензии за Филип и плакар кој не е со кој знае какви димензии, но е толку колку што дозволува просторот. Во другата спална соба нема место и за втор поголем плакар, и за 2,5 метарска работна маса, и за трапезариска маса. Сите функции на едно место не можеа да се сместат и ова беше компромисот. Се едно од овој план не сум пресрекна и работите не ги започнав откако го подготвив. Ама јас направив еден план за неговиот стан и тој план нема да има никаква врска со она што на крај ќе се случи.
од проста причина што на крај од толку мислење почна да ме брзаат, ајде почни да нарачуваш, и јас прво што направив, отидов и нарачав плакари од Акрон. Оти тоа знаете ќе го има со сигурност на еден конкретен цит. И после цел месец откако Филип го презентираше својот стан, јас одеднаш добив идеја како да го направиме тоа што тој го сака. Но тоа бараше целосно прекројување на станот, комплетно рушење, освен на еден дел од зидот од спалната и на бањата. Го срушивме зидот од спалната, се поместивме наназад, максимум за се уште да имаме комоција во неа. Се сруши и зидот од дневната кон втората спална. Се руши зидот и кај кујничето. По новата шема, кујната ќе остане на истото место од претходниот план, но местото за кафезот ќе биде како дел од ходникот, каде зидот ќе го продолжиме, за да може да има место за голем телевизор. Плакарот што претходно го порачавме од Акрон, ќе го препланираме во ходникот, а во спалната ќе влеземе од другата страна, па така на овој зид ќе добиеме 3-метарски плакар. И од сето ова прикажано, сега ќе има место и за голема маса сместена во нишата, и за трпезарија, и за гарнитура и лежалка, 2 плакара, ходнична комода за чевли, значи се комплет. Ова беше тоа. И по овој план почнавме да работиме. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. Треба да изработиме еден класичен плакар за во спална. Димензиите се 1,5 на 2,75 како груба димензија. Добро. И за да го испланираме. Закачување, диплење. Закачување, диплење и 2 фиоки. И фиоки за торлеве чора. Тоа би било тоа. 150 на 275, така? Да, грубо се тие димензиите, нели после ќе си земете мерки се едно. Така. Значи, јас не се ни сеќавам дека во спална нешто поинаку правиме, освен ова кога имаме такви некои димензии до пред 2 метра, кај што може на 3 врати да се работат. 150. Со тоа што клиентот ни е доста висок, така што алиштата што треба да бидат на закачалка, Ќе ги ставиме треба повисоко од повисочки, стандардно. да, од стандардните. Добро. Дека 2,10 не знам колку колку треба да да ставиме? Двечки, доста се. Двечки. Да ги ставиме од десна, од лево, од Десна страна, например. Ајде додека црташ јас да видам материјалите. од лева страна ќе ставам обесување едно врз друго. Кажи ми колку ќе биде длабок? Длабока е спалната соба, може 65. Чекај да видим. О, јас мислев овие две се различни. А тие биле исти. Две сребрени. На различно светло, различно изгледаат. Да, затоа и извадивме парчиња да може да се шипа. Ете така. Ама си брза, како монтерите. Малце побрза. Добра. Значи, за Сега боја? за боите.
Интересна ми е оваа, поубава ми е. Тој сака Потопла е сиво, за спална соба, меѓутоа јас бидејќи претходно ја имаме ставено, во зависност од околината и од светлото, и делува и како сиво и како кремаста. Така што ќе идеме со кашмир. Добро. На двете врати кашмир? Не, едната огледало, едната кашмир и заклучната, нели, кашмир. Сребра рамка? Сребра рамка. Добро. Готова се? Океј, ќе го пуштиме Мики на мерки. Важи. Ќе гледаме на монтажа. Откако го дефиниравме планот дека е тоа тој план, во кој што успеавме се да му сместиме што побара тој, рушиме се и бидејќи се руши, фактички се рушат речиси сите зидови, само единствен зид преградниот помеѓу двете спални соби останува. Решив дека е најдобро да се демонтира целиот ламинат или голем дел од него за да не се оштети. Пардон, не беше тоа ламинат, туку е готов паркет. За среќа е купен од македонска продавница во која што го има, па треба и да се дополнува. Значи рушењето опфаќа целокупна распределба на функциите во просторот, спојување на дневната со едната соба и целосно преместување на кујната од едниот зид на фронталниот зид на дневната соба во косината. Ќе му направиме еден шанк, бидејќи е голем, а собата тесна, ќе му го направиме на тркала, за да може да го поместува кога ќе му треба, нели, да готви. Да се симне доле да земе нешто. Значи се во станот е целосно направено за него, за негови потреби. Тој и самиот ми кажа дека бил напатен на душичка затоа што сите работи му се на него многу малечки. Значи креветот треба да биде со димензија од 2,30 на 1,60 м. И тоа мора така да биде, не знам. Работната маса треба да му е повисока, поширока. Кујната ќе биде на 1 метро висина, што за нас е, например, висина на шанк скоро. Гарнитурата ќе биде подигната. Сега не знам за трпезариската маса, најверојатно физички ќе треба да ја подигнеме. Ќе мора некои работи сам да си оди да ги избере, конкретно, нели да седне на некоја трпезариска столица, бидејќи вообичаено столиците се направени за по некои стандардизирани димензии, не се толку високи како за него. Така што имаме специјален случај сега, во случајов, со неговиот стан и Филип. По рушењето и демонтажите следеше фаза на новото преградување и корекции на повеќето од постоечките инсталации во станот. Поради дислокација на кујната, потребно е сите инсталации да се преместат од таа страна кон новата. И водовод и канализација, и електрика, и вентилација за аспираторот. Зидот од спалната ќе го поместиме, нели, кон фасадниот дел, заради тоа што спалната беше многу долга и реално си има простор за тоа. Така го прошируваме ходникот и тука ќе го формираме тоа место за кафезот на птицата и нашиот стар плакар за спалната соба ќе го префрлиме тука. Значи тоа е тој концепт за тој зид. На срушените преградни зидови ни беа повеќето од електричните инсталации. Па сега, бидејќи тој простор ќе биде празен или затворен, ќе треба да се препланираат целосно. Кога интервенциите се не од многу големи размери како тука, електричарите и гипсарите е добро да бидат во исто време на исто место, затоа што како овие ќе ги поставуваат конструкциите, така другиве во меѓувреме ќе можат да преместуваат инсталации и да ги позиционираат. Целосен прераспоред на електриката ќе имаме. Тоа ќе биде малку покомплицирано. И што се однесува до гипскартонските работи, значи не се појави еден потенцијален проблем во кујната, бидејќи изводот за вентилација, за аспираторот, ние на зидот кај што си беше планирана кујната според станот. Меѓутоа сега бидејќи ја дислоцираме целосно, на тој дел ќе треба со посебни канали, такви правоаголни канали, да изведеме нов канал до новата позиција на аспираторот, а тоа некако да го маскираме со гипскартонче. Ставаме уште гипси на овој. И на овој. У правецот тоа 90 см на штина. Во правецот. Правец, добро. А знаеш што после? Ама ова треба први сути нешто да заврши со цевкава, после ќе треба дека да пуштиш уште едно зидче, 7 см на
Додека се работи, може да порачуваме мебел од Арбор. Значи, тебе не ти е важно што до сега сме му направиле на станот. Важно ти е што ти треба да направиш со овој стан. Првата работа за тебе е до овој плакар што ќе го изработува Акрон, треба да направиме една комода со вратички како за чевли. Значи, доле само празни делови, ништо особено. Она што е поособено е, да речем, кујната. Ова спореди некоја интересна форма чудо. Тоа чудо е кафес за голема птица. Значи цел стан го преработивме, едно заради тоа што концепцијски беше многу лош, а второ за да најдеме место за птицата. Па гледам дека прилично е голем. Да, ова е спалната соба. Тоа што е за Филип е оваа кујна, која што треба да има три особености. Глобализирани, генерализирани. Едната се боите, значи позади треба да има стакло жолта боја, рестот од кујната да биде изработено во сиви тонови, значи посветло на вратичките, темно сива плотна и да биде без рачки. Е второто. И третото е да биде висока 1 метар. Значи долната зона да биде 1 метар висока. Тоа е маце повисок од стандардот, мислам не маце повеќе. Маце поише, 15 сантима е поише. Со оглед на тоа, ако имаме случај таков, ќе го изработиме така, не е воопшто проблем. Значи имаме клиент кој што е прилично висок и таква кујна ќе единствено ќе му одговара, на другото ќе му биде многу ниско за работа. И шанкот кој што од надворешната страна нема да се користи, само однатре и ќе сакам да биде на тркала. Значи од практична причина, бидејќи е многу голема, целата дневна соба е доста тесна, да му возможиме да има шанса да го помести на кај кујната, да го помести на кај дневната, како сака да работи со него така. Добро, тоа ќе може да се изведе на тркалца, ама бидејќи е поголема композиција, ќе мора на некој поиндустријски, односно на индустријски да се стави со кочници, така. За да не му се вози секоја време. Сецка таму дневна. Таму некаде далеку ни е работната маса. Значи ова му е така еден поголем убав простор за работа. Бидејќи таа е вон стандардна со висина, ќе треба да изработиме новари, значи не можеме да ги купиме овие. Тие ќе треба да бидат нестандардни и ќе мора да се изработат, ама Ете така. што гледам и долга и вака и широка, Да. Ќе мора целата да биде конструкција изработена накнадно, односно специфична само заради оваа плоча, ќе мора со укрутувачи да биде. Не е проблем, од дола ќе бидат, значи нема е проблем тоа воопшто и во спалната соба имаме надкасни. Толку е. Значи тоа е. Нема многу. Повеќе се специфични работи што не сме ги имале до сега, отколку што е нешто спектакуларно. Реално. Не е ништо страшно, не е проблем. Ќе се изработи, шуме по нарачка и шум го правиме custom made и ќе се изработи. Да, се едно е дали е 86 или 90 или колку и да е. Исто е. Битно е да функционира. За него ќе биде супер. Да. Па ако сакаме плочки, ќе одиме до Румена, во Телинди порцеланоса. Јас дојдов по подни плочки за кујна, ама ова е нешто што навистина треба да го знам. Ова е нов производ и го немаш видено. Инаку е плочка од камен, производ на порцеланоса. Инаку релјефот на плочката, односно вистинската убавина, мислам дека камерата и нема да успее да долови, а ти тоа можеш да го забележиш. Целосно е релјефна, баш како целосно е релјефна изделок од камен. Така, и кога таа ќе се постави, да речеме, во едно купатило, чувството е како да влагаш во пештера или во карпа. Да, дел карпа да имаш пред себе. Многу интересно изгледа. Преубаво изгледа, да. Ова е природен камен, да, 12 мм. Така. Инаку може да се постави на многу места, може како украсна плочка во дневна, може на шанк, кујна меѓу елементи и ред други работи. Значи, плочката е приказна сама за себе. Покрај оваа плочка еве го и новиот момент, значи новите модели на плочки кои што се исто така на порцеланоса, се работи за плочка метар на 2. Дебела е 3 мм. И е 3 мм. И е создадена на многу необичен начин. Материјалот е кој камен? Камен, природен камен. Како може камен 3 мм да биде? Епа еве вака. Прво ќе кажам како ја нарекува. Добра. Таа се вика депилирана. Добра. Ќе објаснам и Како го депилираат? Каменот, природниот камен се обработува. Откако ќе се обработи, на него се нанесува смола. Добра. Кога смолата ќе се засуши,
Ја ја вадат, депилираат. точно така ја депилираат и се создава оваа плочка. Многу јако. Каде може да се употребува? Предноста на оваа плочка е тоа што може да се поставува и на неравни површини. Може на столбови, Значи буквално Доблени секаде, внатре, надвор, може на кружни површини. На смола па е совитлива, еластична. Ете така, да. Со тоа што дополнително ја олеснува монтажата, значи доколку се постави во купатил и доколку треба да се стави на зид каде што има туш, Добро. отворите кои што треба да се направат, многу така. лесно се прават заради тоа што тоа е тенка плочка и се обработува дури и со ножици. Ау, ама добро. Многу е практично. Изгледот е исто така прекрасен, многу природно делува, да, баш како што е. И за одржавање е лесна. Многу добро. Има само вие се како модели што ги гледаме или? Значи, покрај она што досега го зборувавме за плочките на порцелано со од природен камен, морам да нагласам дека имаме нови модели на плочки од природен камен, кои што ги имаме добиено пред кратко време и се веднаш расположливи, значи ги имаме на лагер. А тие се како мозаични некои? Камења кои што се за подови природен камен речен, реден на мрежа. Додека ми збориш го видов на тука па се загледите. Опа, Да. многу изгледа. Како декор. Може и како декор, може и на подови во туш кабини. Баш И во тоалети воопшто. Можностите се големи, јас ќе ви ги покажам сега горе кога ќе се качиме изборот на модели кои што ги имаме на лагер. Покрај тие лагерски модели уште мал милион други кои што може да се нарачат и да се добијат за краток период. Одлично. Ајде да ги видиме и тие. Ходникот, плочките само ги додадовме, нели? Дел се извадија, дел решивме да останат. Тука ги земавме исти онакви какви што си беа од зградата. Кујната ни беше позиција во која што јас мислев дека е добро да идеме со паркет. Меѓутоа Филип се уплаши, нели, во користењето паркетот треба повеќе да го одржуват за разлика од плочките. И затоа набавивме плочки, убави, големи, 60 на 60, со така интересен дизајн, ненападни, кафено-сиви, значи се вклопуваат и во неговиот концепт на сив стан и со подот кој што му е буков. Демонтираниот паркет не можеше целосно да се искористи. Парчињата се кроени според претходниот простор, па затоа за новиот простор ни требаше дополна и од нов паркет, идентичен на претходниот. Монтажата изгледа како монтажа на ламинат. Колку ќе е тешка, зависи од самиот материјал, од типот на кликот и дебелината на паркетот. А со овој план можеме да нарачаме и гарнитура со посебни димензии наменети за Филип. Обично во емисија ние ги бираме нештата што ќе ги ставиме во становите, ама сега имаме малку поспецифичен случај. Филип е вонстандарден со димензии, има 2,10 и затоа го испратив кај тебе, за да ги разгледате и моделите и возможностите, бидејќи вие сте едни од ретките, ако не единствени што можете да му понудите модификација на некој модел за да му одговара на неговата потреба. Значи Филип веќе беше по твоја, нели, препорака, поразговаравме, погледна модел кој што мислеше дека ќе му одговара, односно кој што му се допадна. Ние направивме некои сугестии околу седењето, ги видоизменивме димензиите. И што заклучивте? Потреби, односно според неговата визина. Значи заклучивме дека кај него треба да одиме со нешто повисоко седење, подлабоко седење, стандардот за должината остана ист. Тоа значи дека висински моделот го видоизменивме на висина од 50
Самата длабочина на моделот фиксно е метро и односно должински тоа е 2,20. Значи тоа е непроменето. Да, тоа е непроменето. Стандард на еден тросет во едно парче, некаде со димензија до 2,30, за можеме да го внесеме нели во стан, каде што тоа треба да внимавате. Да, каде што нели скалишните простори, диагоналите се различни, а испораката и монтажата е наша, така да еден тросет како парче со димензија до 2,30. Океј. Сега јас од она што го имам изучувано досега во областа на мебелот и димензионирањето е дека некоја таа висина од 40-45 сантиметри генерално одговара на 90% од луѓето. Сега, не знам, например, таа е статистиката, нели? Например, јас и ти сме колку имаме разлика во висина? Имаме 1,15 сантиметри? Имаме, да, сега. И сега твоето ноџе до тука е 38. Така. И мојата ноџурда е 138. Сакам да кажам дека и големи разлики висински не менуваат многу во висината на седењето. Да, точно, не менуваат, значи тоа се некои стандарди што се однесуваат до димензиите на мебелот и според Нојфер и според се она што го имаме изучувано. Значи, висината на седење е некаде од 38 до 45 максимум, инаку оптимум е 38 до 42. Тоа беше едното. Второто ме интересира околу седењето. Значи, некои сакаат потврди седење, некои сакаат помеко седење. Не знам, клиентите ќе ми кажат, јас сакам да купам италијанска гарнитура, заради тоа што има многу меко седење. Јас им викам, идете во Софа студио, ќе ви направат една италијанска гарнитура. Така, да, значи, повторно. Освен димензиските решенија кои што ги нудиме, мекоста, цврстината, нели, самата исполна, можеме да ја модифицираме. Стандардна исполна е HRB-на со густина 35-35. Тоа е ова на што ние седиме? Така, конкретно ова на кое што ние седиме, инаку постојат од HRB-ните помеки и потврди варијанти, значи помеките се некаде со густина 30-35, а додека оние што се подцврстите се со густина 40-40, меѓутоа во исполната може да одиме како што на помека. Пердуф, латекс, мемори, сето тоа дополнително ја омекнува гарнитурата и дава флафест изглед, убавина. Но дали може секој од тие материјали да се употреби на буквално секој модел? Не. Значи, она што го напомена, не може да се употреби за да изгледа една гарнитура естетски убава, нели да биде комфортно и пријатна, не може да се употреби секој материјал со секаква варијанта на исполна. Значи, ние мора да одиме со некоја варијанта која што биде помека. Така. За да ги задоволиме сите страни. Сега ќе биде Филип задоволен. Јас се надевам, значи така со Филип немавме никој поголем проблем и дојдовме до брзо решение. Конкретно екзактно си кажа што му треба. Што му треба, што се сака, ние кажавме нели што може и што би добил со сето тоа. Мислам дека ќе биде задоволен во секој случај. V069, не е V068, значи тоа е една пријатна сива нијанса, бидејќи тој сака сиви работи, сив стан да има, значи решив дека не е лошо и зидовите да бидат сиви, иако по основно практично сакав да има жолти зидови или портокалови, бидејќи тој тие бои ги посакува, а мебелот да биде сив. Меѓутоа, тој подоцна посака гарнитурата да му биде во боја, столиците да му бидат во боја, а зидовите да останат сиви. Останат сиви. Стариот плакар што беше планиран за спалната соба, кој што порано го имав нели нарачано по стариот концепт, успеав да го сместам во ходникот и тој мојот топ плакар за во ходник сега. А во спалната соба многу сум задоволна, значи од таков еден огромен плакар како што дови, мислам дека луѓето посакуваат да имаат таков плакар. Го направивме со 2 врати, а не со 3. Па затоа што е многу голем, ставивме и пречки во средината, бидејќи има тука проблем нели со тежина, големина на врата, огледала и така натаму. Си имаат акронци, посебни
да кажем, ограничување до каде смее да се оди, со кој материјал и како да биде изведбата направена. Може да ви кажат, не може со 2 врати и тоа е тоа. Ама река дека може. Со арборци ги договоривме боите. Значи едната боја требаше да биде најслична со онаа што ја имаме на плакарите. Тоа е една иверка што се вика кашмир. Другата боја ја избрав исто по карта. Другата боја сакав да се употреби кај работната маса. Меѓутоа, кога стигна кујната, излезе дека, бидејќи тоа се мешани бои, значи што ги прави човек кој што се разбира во правење на бои, меѓутоа овој пат има некој пат проблем дека на една светлина боите ги гледате на еден начин, на друга светлина се гледаат на друг начин. Кога ја донесоа таа светло-сивата нијанса во станот и кога ја измонтираа, таа личеше розикаста. Значи на Филип, ама баш никако не може розикаста боја да му улета у ниедна комбинација, бидејќи во околината доле плочките се кремасти, а не се црни, например, сиви. Околината нема да биде таква да може таа боја светло-сива да попреми некоја друга нијанса од околината, значи таа едноставно мораше целосно да се смени. И се случи дека фактички јас мислев дека ќе се измонтираме за уште 2 дена и готово чао пријатно ќе завршиме, ќе го дадеме станот среќни и весели. Меѓутоа се случи дека јас фактички ја вратив целата кујна назад на преработка и на нова боја на медијапаните. Што одзема уште некои си, не, 4 дена. Така. Значи концептот е обратен од оној на цртешка, да јас сметав дека е подобро зидовите да се во боја, но може и вака. Па затоа и ќе го работиме на овој начин. Измонтираа се што можеа и потоа демонтираа се што требаше да се пребои. Додека чекаме да се преработи кујната, може да порачуваме светилки. За овој клиент работиме 5-ти стан, ама имаме разлика бидејќи ова е негов личен, другите му беа за издавање. Па мислам дека вакви некои варијанти ќе примениме во спалната соба, ама за дневната нормално си има некакво барање по-специфично, да е поголем лустер над клуп масата и трпезариската, не знам, може и да е иста серија, да се насочено светло, такви некои интересни фраерски, сиво, сребрено, бело, така. Имам една нова колекција, сакаш може да ги видиме тие? Сакам. Значи, вие модели сакам да ти ги покажам. Ми се допаѓа. Мислам дека токму е метал. Тоа што побаравте. Личи на керамика некако, како да ти е таму, као обработена метал. Наликуваат на камен, но всушност метална. Да, камен или како зидна техника, така. Добра обработката, интересно и внатре. Гледам на обично грло дека се, значи било каква сијалица. Значи моментално е лед сијалица, доста светлина, но може и од економичните сијалица се стави. Економична, обична, каква сакаат може да се стават. До 60 вати. Седно нема да се гледа, од е многу длабоко внатре гледа. Да, Мене ми се чини дека овие модели навистина ќе му се допаднат. И сив е станат цел. Така што да, скроз ќе се вклопи у амбиентот. Мислам дека тоа ќе биде тоа. Ги има и во неколку големини, само може да се направи комбинација за некоја поголема, помала просторија. Така. А различни две нијанси има или нешто мене така ми личи? Не, иста е бојата, само поголемина, по форма се различни. Убаво, интересно, веројатно заради обработката, па преглева светлината различно. Супер. Мислам дека ова е добар предлог од твоја страна. И јас мислам, пошто и секако да си понова колекција, ќе требало да испадне добро. Во тренд. Да. Првично имав идеја дека можеби во дневната соба треба да се појават тавански светилки, а само на трпезариската маса да има некое спуштено лустерче, меѓутоа потоа и со Филип се договоривме дека сака тој да има лустери, некои така малце по-големки, по-интересни, да се соспадат со целокупниот таков нели сивкаст сребреникав концепт на станот.
И ставивме лустери. Значи, лустери можете да ставите и во дневна соба, без разлика на неговата висина. Ако се стават точно над клуп масичката и точно над трапезариската маса, тогаш нема начин да го чукнете лустерот со глава, или нема начин да пречат. И така и направивме. Избуши дупка тука. За ова. И доле дупка за оттикач машината што ќе доаѓа. Значи оттикачот да го протнато дека да се укучи. Ќе се земат тие вододжијата, вода како ќе става тој? Мора да се пушти замија. Што ти мисли тебе за тоа? Дали ти бат дупка или не дупки? А како ќе укучи машината? Не ги проблем тој. Не разбираш? Значи да монтираме. Он си пуши за вода како ќе монтира. Мора да изпуши тој. Ти му кажеш што да пуши како да пуши. Ако се става нешто, ќе изпуши тоа. Проблемот става, ќе се стане тука за малку. Не се знае. Ние ништо не разбравме. Важно тие се разбраа. Започнуваат финалните монтажи. За зидот кај работната маса, на кој иницијално во цртежот има вставено тули, побарав да најдеме некаков тапет. Ане ми го покажа на слика, ми изгледаше интересно, но во живо се разочарав. Значи, тапетот ми го покажа на фотографија, реков да, интересно изгледа, може да се лепи. Го залепиам, а кога го видов нешто не многу ми штимаше. Му го покажав на Филип, ич не му се бендиса. Нели, на фотографија види, чисто да провериме и сега морам да си го галам, нели, 5 стан ми е поред со него, така што малку поинаков однос имаме. И понатаму веќе не ни знаев што точно треба да направиме на тој зидот и на тој зид нешто мораше да му се случи. Мене според концептот јас имав некаква темно-сива тула, меѓутоа таа бара и време и малце поише средства и така натака, нели, за да се направи да изгледа како што треба и после му понудивме цртежи, бидејќи во секој стан речиси ние имаме некакви цртежи. И тој сака цртежи и тука му се допадна таа идеја, така што тапетот ќе го извадиме, ќе го пребоиме зидот и на него нешто ќе се нацрта. А за цртежите го повикавме Тони. Погледнав некои негови работи, тој се занимава и со тетоважи и знаев дека желбите на Филип ќе може комплетно да ги изработи. Бараше модификација на мравката од Prodigy и шлемовите од Daft Punk. А ова што изгледа како зелено-бели триаголници, ќе биде мравката. За кафезот му оставивме место, меѓутоа не му го правиме сега, бидејќи ми треба точна спецификација. Колку разбирам, не само димензиски колкав да биде, треба да има таму нека врата, внатре некои работи. Не знам, значи кога ќе ми даде спецификација како треба да изгледа, тоа ќе му го направиме, а рестото му е подготвено за живење. И со малку дотерување и додатоци, Филип може да го добие својот стан. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом.
вели. Сега се надевам со поинакво чувство ти се работи за твоја дома и твој стан. Така. Не правиме ништо за никој друг, туку баш за тебе. Новиот плакар. Цртеж. Еден цртеж, имаш таму уште еден цртеж, местото за твојот миленик, виднина. И твоето место за да се седнеш спрешнуваме со него. Но дека спие или не знам што ќе прави. Еве го и вториот цртеж, нели, по инспирација на мравката на Продиджи. Да. И сега имаш и масла за тебе, за другари. Бирото и масла. И биро огромно. Многу хубаво доаѓа просторот вако отворен, сега имам место за се. Си направено во стандардно, кога што бараше, не знам, повисока маса. Така. Сега, презависката не имаш, таа е таа. Да ми биде покомодно. Така, удобно и се. Гарнитурата ти е поголема, поширока, повисока и така натаму. Кујната е доста висока, 1 метро. Не знам, нормално. Не мора да се веднам кога ќе Можеш да готвиш како што треба, очигледно дека си готвач, мислам дека сакаш изгледа се Па, сакам да готвам, не често ми тоа. Да, инаку не би побарал повисока кујна за да биде и така како што треба. И сега? Спалната. Креветот во твоја мерка. Кога ли во спалната соба? По мерка, кревет и по моја мерка плакар. Осем пак твоја. И така, се доби со промена нели на вратата од другата страна, баш онака. Што ова со скратена така? Ова е скратена за да добиеме во ходникот, за да добиеш во кафезот. Така. И вратата е од овдека тука влегуваше, нели? Така беше превртена таму. И сега имаш можност целиот зид нели да се искористи за плакар. И тука да си дојде креветот како што го планираш. Значи 2:30 имаше шанси како поинаку да се сместиш. Да, како што соба ова е само еден голем кревет и голем плакар. Така е. Ништо повеќе. И не знам, не ти треба ништо повеќе. Тоа беше. Таман. Требаше. Ајде. Сега веќе можам да си заминам. И само уште едно изненадување за тебе, да се седнеш бањата. Ако може. Спушка билета? Ами јаблокот? И тоа е по твоја мерка. Ето така. Се патив за квакав. На тебе чао. Пријатно. Убаво да си поминуваш во твојот нов стан. Фала многу Е најубаво на цел свет. Ајде, чао. Пријатно. Од овој простор со навистина многу неудобен распоред, во кој не знам зошто спалните се оставени толку длабоки на сметка на дневната, а кој стан пак има една од најубавите ориентации во зградата и најубав слободен поглед, направивме измени кои целосно му го сменија изгледот и по кој овој стан ги има сите посакувани од Филип функции и елементи и му е целосно наменет нему, и по димензии и по бој. Тој е многу млад, се уште нема семејство, па затоа, она што требало да биде детска соба, ние можевме да го припоиме кон дневната. Спалната беше непотребно долга и ние ја прекроивме така што доби 2 огромни елемента – кревет и плакар, а повеќе од ова на Филип и не му треба. Ходникот е со простор во кој некој пат во иднина ќе биде миленикот, а дневната е наменета токму за него. Само телевизор, врзан со компјутерот, голема кујна со подвижен шанк за журки, висока гарнитура и бои модерни, интересни и младешки. Ова беше последниот стан во оваа сезона на Ајде дома. Беше точно нашата 160-та емисија. Се дружиме долго со вас, па следете не ова лето со репризните изданија на Телма телевизија. А на есен со нови домови, нови концепти, нови амбиенти, по ваша мерка.